Ѓуптен е човек без чест и без достоинство. Ромите не ги спомнувам никаде. Џупска работа значи кражба. Вака звучи демантот на советникот Љубе Темелков од десничарската МАК во Неготино. Ова што го прочитав е дел од објавата на Facebook, која се поврзува со текст во civilmedia.mk и со мене денеска е Дехран Муратов. Јас сум Џабир Дерала, а вие го гледате подкастот. Само нешто да прашам. Здраво, Дехран, само нешто да прашам. Што мислеше овој човек со демантот? Прво, ајде, бил таков каков што бил и е, кога го кажал тоа на јавна сцена. Ама со демантов, како го гледаш ти демантов? Да, Џавер. Прво на гледачите малку да им објасниме зошто доаѓа демантот, за да имаат малку појасна визија за што се работи. Всушност, господинот Љубе Темелков, советник на МАК, конзервативна десничарска партија, на 20 октомври, ден по завршување на изборите, ги окриви или виновни за нивното уште едно недобивање на советничко место во Неготино, виновни му се џупците. Или како и да ги... Да, тоа е пежоративен назив за ромската заедница. Да, и он тука набројува дека џупците од Криволак и околните места се виновни, како што он вели, не може за околу 300 џупци да одлучуваат за нас 15.000 граѓани кои што живееме во Неготино. Тоа е за крајна осуда, тоа не мора ни да се коментира понатаму, тоа е говор на омраза, политички некоректен говор, најблаго кажано, и е расистичка позиција, открива расистичката позиција на лицето кое е предмет на оваа тема и на овој разговор. Во врска со демантот потоа, значи тој го чита текстот во Цивил Медија и го демантира. Да. Сакајќи, што мислиш, Дехран? Дали се работи за крајна неписменост, политичка и буквално целосно гледано неписменост, или се работи за една цинична позиција во која овој расист не сака воопшто ни да размислува за тоа дека сгрешил и каде сгрешил. Како ти го доживуваш? Како новинар, како аналитичар и како бранител на човековите права, дел од Цивил. Да, Џабир, има една интересна реплика во Ивкова слава, која гледаше таа серија, тој филм. Има една реплика во кој што трубачите роми, кога доаѓа да свира таму, трае таа 3 дена таа Ивкова слава, има една реплика кај што вика, или за ромите кои ги прашуваат, имаш, вика, 3 вида на роми, вика, цигани, цигани и цигани. И зошто го ја спомнувам ова реплика? Затоа што длабоко во подсвеста или во начинот на живење, затоа што он вели, ние во Неготино. Значи, зборува за Неготино како територија. Остава цело Неготино на негова страна. Да. Ние во Неготино. Ние во Неготино, за нас, вели, не е навредливо ако речеме џупска работа за ромите, туку нешто што е лошо. Знаеш, кога ќе кажеш џупска работа, значи нешто човек, како што он го опишува, без достоинство, без срам, без култура и односно, значи, без кражба. Кога ќе кажеш џупска работа, значи кражба. Но моментот е зошто ние се обидовме во Цивил да му направиме, да го разобличиме неговиот национализам и расизам, со тоа што направивме паралела каде што он во првото, каде што кажува дека околу 300 гласа има од џупците во Криволак за
ВМРО околу 100 за СДСМ. Сакајќи предпоставувам да каже дека тие нивни гласови не вредат ништо. Имено затоа што он во Затоа што се секако ги ги третира, а очигледно и од демантот ги третира како луѓе кои не би требало да имаат воопшто право на глас, односно граѓани од тоа. Да, кои што тие не може како ги вика мала група на џупци и роми, кои што ќе одлучуваат за грото население во Неготино. Но ајде да се вратам на првото прашање, зошто мислам дека човеков не е ироничен и не ни сваќа дека тоа е навреда, затоа што уште ако видиме во минатото, затоа што човеков е повозрасен, ако видиме во минатото, ние имавме една политика каде што имавме, сега не зборам за ромите, но таа се привлекува нели сега за ромите. Имавме за нашите сограѓани албанци имавме еден израз каде што сите беа шиптери и имавме лојални албанци. Да. И сега се враќам на тоа дека што го враќа ова општество назад во 50-тите години во времето на Александар Ранковиќ, неславниот Александар Ранковиќ, кој подоцна беше и обвинет од јавноста и беше деградиран во тогашната федерација. И сега повторно заради третманот и малтретирањето. И сега повторно јас тоа го поврзувам со овој израз затоа што он вели имаме роми, имаме џупци. Значи имаш роми поштени и имаш џупци кои што се продаваат за 1000 денара глас. И сметам дека ова омраза, овој расизам не е од сега и тоа е длабоко вкореното во него, во тоа општество, каде што не е ни свесен дека има омраза. Впрочем, он е и член на конзервативна и националистичка партија. Ако некој вози по улица и прегази човек и дојде полиција да го уапси, тој ако каже дека не бил свесен дека е забрането да се прегази човек на улица, дали тој ќе одговара за тоа или не? Секако дека треба да одговарам, а затоа треба да имаме полиција. Иста е аналогијата. Во случајов очигледно е дека немаме систем ниту на вредности, а уште помалку институции кои се занимаваат со говорот на омразата, особено ваков говор на омраза кој представува и длабоко вкоренета култура на омраза. Ние треба да бидеме таа полиција подусловно, под наводници кажано, која треба да укажува и да бара, особено од оние кои имаат некаква јавна функција или настапуваат на јавната сцена, да престанат да се едуцираат пред се и да престанат со ширење на национализам, верска омраза и расизам, бидејќи тоа е и кривично дело. Покрај тоа што е кривично дело, тој човек сега е советник ќе биде советник во општина Неготино, кој што ќе треба да одлучува и за тие џупци во Криволак и останатите места и какво ќе биде неговата одлука и неговото гласање во советот, знаејќи ги неговите сегашни гледишта за тие луѓе таму. Да, и длабоко вкоренети предрасуди, стереотипи и омраза. Подруго ќе беше да е некој локалец па да каже нешто, па може тоа да го третираат или да не го третираат службите. Но овој човек треба да го третираат институциите затоа што тој веќе има народни пари, прочен пари и на џупците како што ги нарекува, ќе зима плата и од нивните даноци, од нивните пари. И кој што ќе треба да работи во нивно име и за нивно добро, затоа е избран, нели, макар не е избран можеби од нив лично, можеби избран од други граѓани, но целосната слика е дека он е веќе советник. Он веќе е заверен во Државната изборна комисија, дека е официјален советник, каде што добил гласови, ќе добие веројатно и некакви финансиски средства, но тие финансиски средства и таа работа негова не треба да му служи за да ја шири неговата омраза, па и да ни продава дека нели тоа било израз, така наречен израз години наназад. Може би било во минатото, но сега веќе тој израз е навреда. Како што, например, може би било нормален израз да се нарекуваат
други етнички заедници со други, или па верски, или по боја на кожа. Еве гледаме ние во Америка како афроамериканците се бунат ако некого го наречеш црнец. Значи е навреда, но ако видиме пред 50 години тоа било најнормален израз и прифатлив израз. Затоа не бил ни тогаш најнормален. Не, нормален израз за институциите и за системот. Не бил ни тогаш најнормален и прифатлив, меѓутоа бил практикуван. Тоа не значи дека ако бил општо прифатен дека е тоа нормално или дека е прифатливо. Во секој случај би одел на тоа да привршиме тука. Мислам дека оваа тема доволно важна и голема. Да. Ако се согласуваш со мене, јас би ги поканил, би ги повикал и би побарал, категорично би побарал од сите што се на јавната сцена, или што, бидејќи јавна сцена и Фејсбукот и социјалните мрежи, политичарки и политичари, ако сте неписмени, прочитајте, прашајте наоколу, едуцирајте се и престанете да ширите омраза и нетрпеливост меѓу луѓето. Своите предрасуди длабоко вкоренети или оние што сте ги прифатиле по пат во некоја кафана или на некој митинг, да си ги заборавите дома или пак да ги фрлите во шахта, бидејќи тие немаат место во едно нормално цивилизирано општество. Па Џавер, не би додал ништо после твојата порака. Единствено би ги повикал исто така и медиумите да нема медиумски мрак и молкот за вакви расистички и националистички изрази, затоа што колку има повеќе медиумски молк, тие повеќе ќе растат. Затоа медиумите имаат улога, не само медиумите, и граѓанското општество, затоа што во моментов ние не ни видовме дека има освен цивили дел од некои ромски портали активисти, не видовме поголема реакција од општеството да му се спротистава директно, не само на него, затоа што не само еден пример кој што би требало да се спречи за да нема понатаму други луѓе кои што истото би го правеле. Ти благодарам. Јас толку би завршил. Ти благодарам, Дехран. Вие бевте со подкастот Само нешто да прашам со Дехран Муратов и со мене Џавлет Берала. Довидување. Чао.